Драги сограѓани, почитувани јавности и представници на медиумите, чест ми е да имам оваа пресконференција после годишното обраќање на председателката на Република Македонија пред парламентот на Република Македонија. Едно од најважните моменти за нашата демократија во однос на комуникацијата помеѓу нивоата на власт, за да се создаде една морална, политичка и државничка мапа која ќе можеме да ја следиме во следната година и да направиме една здрава рекапитулација на нештата кои се случиле во претходната година. Пред да нагласам тоа што ние го забележавме во ова обраќање на председателката, јас морам да кажам дека покрај тоа што лично имам високо мислење за председателката и нејзината способност да ни даде визија како што ни е потребна, во овој случај тоа не беше така, имаше недостаток на визија, имаше говорење на флоскули и ултимативно имаше представување на владината агенда на ВМРО-ДПМН, а не политичката состојба за сите граѓани во Република Македонија. Јас сакам да се фокусирам на еден дел од говорот кој беше најмалиот дел од говорот, а е во директна контрадикција со тоа што председателката на самиот почеток го рече, дека нејзината функција е персонификација на националното единство, дека тоа е функција на сите граѓани и дека тоа е символ на заедништво и континуитет. Председателката спомна дека природните богатства на Република Македонија се заеднички и дека ни припаѓаат на сите нас. Тогаш се поставува прашањето чие богатство е дошница и сите наши реки на кои се ставаат хидроелектрани. Чие природно богатство е воздухот и нашите котлини каде што се гушат нашите луѓе. Кога председателот се обраќа пред парламентот и не успева да го спомне уништувањето на локалната животна средина, не успева да го спомне гушењето и троењето на нашите градови, ова изоставање не е неутрално, туку е патоказ дека молкот во овој контекст е индикатор на политика. Ова треба да биде морална мапа, ова кое го слушнавме денеска, морална мапа која ќе ни покаже што е ургентно за државата. Преку игнорирање на овие проблеми се сигнализира дека затроениот воздух, контаминираната почва, изголемувањето на стапките на болести на нашите граѓани се прифатени. И овие факти се доста познати, медицински документирани и искусени секојдневно од нашите граѓани ширум Република Македонија. Нејзиното изоставање на ова реално за нашите граѓани е нормализирање на штетата која им се чини секојдневно. Да се одбие да се спомне криза, затоа што ние се наоѓаме во криза на животната средина, во здравствена криза во главниот град. Кога се одбива да се спомне тековна криза, тогаш се одбива да се владее во полни капацитети со функцијата која е доверена. Се напушта идејата дека нашите функции државнички, дали е тоа председателот, дали е премиерот, тие треба да застанат во одбрана на животот, наспроти тоа да ни зборуваат за абстрактна стабилност, како што беше случајот со председателката денеска. Ова представува прифаќање на нерегулираната индустрија, на слабото спроведување на законските норми и надзор на законските норми. Ова представува нормализирање на привилегиите на крупниот капитал наспроти здравието на нашите граѓани и ги поставува како природни правила. Затоа што председателката почна со говорење за Русо, за времето на просветителството, тогаш се поставува прашањето дали за председателката правото да се профитира од здравието на нашите граѓани е можеби вродено право кај овие индустријски загадувачи. Ова представува денеска субмисија на крупниот капитал на државната функција председател. Што постои по-политичко од чистиот воздух? Што е по-политичко од тоа кој профитира, а кој се заболува во оваа наша држава? Денеска се обиде да се создаде деполитизирање на страдањето на нашите граѓани. Да се говори елоквентно за геополитичките предизвици, а да не се спомнат заболените деца кои се заболуваат секојдневно, е политичка небрежност и немање на визија. За крај сакам да спомнам дека е страшно иронично да се зборува за климатски промени на глобално ниво, а да не се спомнуваат македонските реки, македонските шуми и македонските градови.
затоа што е лесно да се зборува за светски климатски промени, бидејќи во тој случај немаме специфични причинители, немаме пропаднати политики кон кои можеме да посочиме, немаме имиња, немаме временски рокови и крајно немаме последици кога говориме за светски размери. Вака владата и нашите владеачи остануваат просветлени, но ништо не прават и не ја преземаат одговорност. И токму одговорноста се заменува со универзалност и запаѓаме во морална беглост коментирајќи ги овие работи. Зборувајќи за топење на глечери, не се задира во интересите на ниедна интересна група во нашето општество. Но зборувајќи за дрвосеча, зборувајќи за индустријско загадување на нашите градови, така се задира во интересите на приватните бизнеси во Република Македонија. Се докажува грижа за идни планетарни ризици, но имаме молби за Скопје, за Тетово, за Битола, за Куманово, за Струмица и за останатите градови во кои умираат наши луѓе секојдневно. Каков председател е тој председател кој го игнорира материјалното, физичко уништување на Република Македонија, уништувањето на низините реки, градови, шуми, пасишта, планини, земјоделски поседи и крајно луѓе кои ја сочинуваат оваа држава. За крај сакам да спомнам дека дур зборуваше председателката за енергетска независност се зголеми цената на струјата. И ова покажува дека никој не го гледа приоритетот на енергетската сиромаштија кај нашите граѓани како нешто кон кој треба да се ориентираме веднаш. За самиот крај ќе најавуваме дека нашата парламентарна група брзо ќе интервенира законски заради оваа енергетска криза во која се наоѓаме. Благодарам, дали имате прашање.